Деновиве Бранко Црвенковски оди помеѓу земјоделците и млекарите и мисли дека заборавиле какви лоши работи им направил тој во изминативе 20 транзицијски години. Господинот Бранко Црвенковски, без трошка срам и без никаква одговорност, оди кај луѓето на кои што не им даде ништо и чии домаќинства и семејства ги уништи. Бранко Црвенковски не е заинтересиран за судбината на земјоделците. Тој е единствено заинтересиран за својата политичка кариера и желбата за власт. Тој им донесе хронична сиромаштија токму на овие семејства на кои што сега им се додворува. Господинот Бранко Црвенковски, да подсетиме, не даваше субвенции за земјоделците. Бранко Црвенковски не обезбедуваше откуп на земјоделски производи. Господинот Бранко Црвенковски е човекот во чие што време се предизвикани најмногу млечни кризи. За да им се верува на политичарите, тие треба да имаат кредибилитет. Господинот Бранко Црвенковски нема кредибилитет да говори за земјоделците и млекарите. Во продолжение ќе ви презентираме што правеше Бранко Црвенковски за земјоделците и млекарите. Немаме заштита на своите домашни производи, дека секи немаме да се соброиме само со вакви проблеми. От ту стоку се живели ljudi, od tome da narodno bude baci, stoka nema hranu da jede li su jedno po jedno. Imamo im mlijeko, pravo sigurno zemlji, tije uvoze, bode mi, Сега ќе презентираме изјавата на најновиот и најдобриот другар на Бранко Црвенковски, господин Стефчо Јакимовски. Во овој клип видите мислат тие двајца за млекарите и откупот на Почитувани, Бранко Црвенковски промовира политичко фермерство. Бранко Црвенковски не се грижеше за земјоделците. Тој ги лажеше и се поигрува со нивните. Ви благодарам. Дали има прашање?